Например, кај големата група на хронични болести, предиабет, диабет, покачен крвен притисок, дислипидемиите, холестеролот кога е покачен, и низа други кои што се во овој домен, таму начинот на исхрана и физичката активност имаат пресудна улога. Правени се научни студии кои што компарирале метформин, како го основна терапија на преддиабет на диабет, и начин на живот. И тие така наречени студии head to head или глава во глава, кога се проверувани из научни студии, кој од овие две ќе даде посилен ефект. И студиите тука се конзистентни дека начинот на живот, во смисол исхрана и физичка активност, секогаш дава посилен ефект отколку метформинот. И тие се работи кои што, јас не велам престанете да давате метформин, фала му на Бога, не. Меѓутоа, никако не смее да помине едукативниот момент на пациентот без да му се објасни дека убаво е да ја зимате терапијата, меѓутоа но да се направи промена на исхраната. Немојте да, знаете како тоа е третманот секогаш е на болестите, секогаш е повеќе стран. Нели, ние имаме хируршка терапија во медицината, има фармакотерапија, има зрачна терапија, има низа други видови на терапии. И диетотерапијата, впрочем, значи и диетотерапијата си го има своето место под сонцето. Особено кога зборуваме за овој тип на болести. Например, еден замастен црн дроб. Според мене не би требало никакво размислување да има, ако е особено од начинот на исхрана. Значи, нели, тука можна е генезата каква е, од што настанал, но најголем дел настанувањето на замастениот црн дроб е преку нездравиот начин на живот. Тука не треба да има никакво размислување дека препораките треба да се соодветни во однос на тоа да се промени начинот на исхрана. Еве пример кај луѓе за нутригенетика, нели? За како црниот дроб одеднаш ќе почне да се ревитализира. Зошто? Заради тоа што нашиот црн дроб има капацитет за ревитализација до одредена точка, ама не и после таа точка. Оти, нели, како што проаѓаат фазите на нарушување на здравјето на црниот дроб. Прво замастеност, односно една стеатоза, па преку фиброза, па до цироза. Има тука фази низ како проаѓа и патолошки, и клинички, како се менуваат состојбите. Има една одсечна точка до која можеме да направиме под наводници чудо, односно само да му дадеме шанса на црниот дроб и тој целосно да ја врати на нула, да ја врати состојбата на почеток. Или, за жал, да ја преминеме таа црвена линија и потоа состојбите трајно да се променат. Затоа е важно големата слика на лекувањето, на третманот на болестите и со стандардната терапија, што ја подразбираме како фармакотерапија, но и дефинитивно како начин на живот.